Продолжуваме и сега на нова тема, а тоа е недостигот на соодветен кадар од една страна и несигурноста во изборот на младите при изборот на професија од друга. Сето тоа укажува дека е потребна поголема кариерна поддршка, па како кариерните центри можат да бидат вистинска помош за учениците и студентите, но и за компаниите, дознаваме од прилогот што следува на колегата Мартин Николовски. Во време кога пазарот на трудот се побрзо се менува, а младите се потешко го наоѓаат својот професионален пат, се наметнува потребата од силна и организирана кариерна поддршка. Кариерните центри стануваат клучна алка во поврзувањето на образованието, бизнис секторот, но и институциите. Затоа колку се неопходни, како можат да придонесат за подобра иднина на поединците и компаниите, разговараме со кариерниот и бизнис консултант Крсто Златков. Крсто, добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, Мартин, благодарам на поканата. На почеток на разговорот, зошто денес се појавува зголемена потреба од кариерни центри и какви празнини во системот ги пополнуваат тие кариерни центри? Мартин би рекол, потребата од кариерни центри постои од секогаш. Прашањето е како таа се имплементирала во пракса, како се институционализирала. И да, денеска живееме во едно побрзо време, односно време каде што имаме промена на пазарот на труд. Зошто? Затоа што се менуваат индустриите. Таа индустријска промена започна уште пред 20 години со појава на интернетот, но денеска, особено и со вештачката интелигенција, сведоци сме на голем број на автоматизации кога станува збор за некои работни процеси, потука и прашањето нели што е следно и затоа низ овие последни особено години постојано се зборува на таа тема нели што ќе биде понатаму и како луѓето да се адаптираат нови промени. Затоа се јавува, односно повторно се буди ова прашање. А кога веќе го актуализираме прашањето, добро е да се прашаме како ние тоа сме го правеле низ годините, затоа што кариерни центри како назив на луѓето им е познато, но мислам дека малкуми не знаат што всушност станува збори и дали тие прашања навистина постојат и како постојат. Како кариерните центри можат истовремено да им помогнат на младите да најдат работа или при изборот на кариера, а истовремено и на компаниите во процесот на пронаоѓање на соодветен кадар? Кариерните центри прво треба да сватиме дека не се агенции за вработување. И постојат компании кои што ја нудат таа услуга, но кариерните центри имаат за задача да работат блиску до човекот, односно индивидуално, персонализирано да му пристапат, да му ги согледаат потребите, да сватат дали тој човек има потреба пред се од личен развој или пак од кариерен развој. Ако станува збор за кариерен развој, тогаш тие треба да одговорат на било кој, ако тропне нели таму, дојде и каже едноставно сакам промена, можеби во кариера, или чувствувам незадоволство, или пак се прашувам што следно да правам со себе. Тие треба да знаат добро да го анализираат тој профил, потоа да согледаат кои работи му се потребни на тој профил, да му дадат некакви препораки, дали е тоа препорака за што понатаму да изучува, дали препораки околу пристапот и начинот на кој што понатаму он треба да дојде до конкретната цел, дали повторно ќе кажам преку одредена едукација, па потоа преку некаква стратегија за пристап кон пазарот. Така да тие треба да работат буквално не само нивната задача не е само да овозможат ако се во рамки на една образовна институција само поврзување со компании за формална пракса, туку навистина да му пристапат на човекот и навистина да му ја согледаат која е потребата која што има. Крсто, кои се најчестите предизвици со кои се соочуваат институциите при поврзување на образованието со пазарот на труд? Сега, за кои институции зборуваме? Ако зборуваме за образовни институции, конкретно за компаниите, но и сите останати институции. Компаниите се соочуваат навистина со големи предизвици денеска, затоа што пред се постои од една страна имаме работна сила која што е квалификувана, меѓутоа денеска потребите се намалени. Од друга страна имаме голем недостиг
на работна сила, особено во одредени процеси кои што биле некогаш можеби актуелни, зависи од форматот на компанијата, а денеска не достигаат работници. Независно дали е производство, дали е здравство, дали е во било која сфера да земеме. Како се решаваат овие работи? Најчесто кога имате недостиг на работна сила, постои исто така како и во производството увоз на работници, но ние би требало, имаме навистина, не сме голема земја, имаме кадар, треба само правилно да го насочиме и да го едуцираме за потребите и секако и самата индустрија да порасне за да може да понуди и подобри услови за работа, од аспект на плата до самите услови за работа. Но тука како некој линк измеѓу нив треба да се јават дефинитивно образовните институции кои што имаат задача многу посериозна неголи да само пуштат одреден оглас за работа за некоја компанија. Кога станува збор за образовните институции, дали овие кариерни центри треба да функционираат само во рамките на образовните институции или тие треба да бидат еден поширок сервис достапни за сите граѓани? И двете. Во рамки на образовните институции неопходно е да имаме во минимум и сектор, би рекол, ако не е тоа кариерен центар, кој што ќе се занимава со прашањата на студентите, но прашањето е што се оние луѓе кои што не се во некаков образовен систем во моментот, или завршиле одредена едукација и во моментот се во потрага по нов кариерен предизвик или пак во рамки на својата професија бараат повторно нов предизвик или пак се прашуваат што да прават понатаму. Тука потребно е да имаме и независно тело, затоа што независното тело ќе може да помогне на секој индивидуалец. Од друга страна, независното тело го гледам и како решение за имплементација на сите оние програми кои што се предвидени да се работат во рамки на образовните институции. Едноставно треба поддршка и од надвор. Денеска сите училишта, сите образовни институции оставени се сами на себе да спроведуваат програма за кариерен и личен развој, а потребно е да имаме тело кое што ќе понуди кадар, кое што ќе помогне во имплементација, кое што објективно ќе ги види работите, кое што ќе направи анализи, истражувања и тие податоци на вистина кои што ние можеме да ги добиеме се одлични за понатаму да може и останатите институции државата се занимава со национални стратегии по ова прашање. Крсто, и за крај на нашиот разговор, што е клучно за еден кариерен центар да биде навистина ефективен? Дали тоа се ресурси, стручни лица, партнерства со бизнис секторот или пак државна помош? Па потребна е добра методологија и добар систем, односно организацијска структура. Во моментот треба да се измапира и да се согледаат имаме потребно е сектор да имаме за истражување околу кој што ќе се занимава со прашањата на компаниите, односно ќе мапира индустрии и по индустрии ќе се огледува каде навистина недостига работна сила. Потребно е да имаме сектор кој што ќе се занимава со проектни активности, односно со активности поврзани со останатите кариерни центри кои што постојат во рамки на универзитетите, но како тие да заживеат, како тие да ги имплементираат програмите и така натаму. И потребно е стручни кадри во различни области кои што ќе понудат лично советување. Лично советување, кариерно и личен развој. Крсто, ви благодарам за одвоеното време и за разговорот. Благодарам, Мартин, на поканата.